Љупчо Палевски Палчо негираше инволвираност во грабнувањата и убиствата на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски. Во своето прво сведочење пред судот рече дека немал мотив да ги стори кривичните дела. Дента на 22 ноември 2023, кога извршено убиството на велешанецот Панче Жежовски, рече дека престојувал во седиштето на Десна, станал доцна и се занимавал со партиски состаноци. Останатите обвинети ги познавал од партија, но не и Александар Ѓорчевски, за чие име рече дека првпат слушнал од кривичната пријава. Тврдеше дека целиот случај е конструкција. Не сум ги извршил убиствата и грабнувањата, затоа што немам мотив за тоа. Во депото на обвинителството се наоѓа хард диск кој ми го одзема и каде има 200.000 разговори на политичката елита и новинарската професија. И ако сум сакал да остварам било какво користолюбие, сум можел да уценувам милиардери со Ферари, но тоа не сум го направил. Останатите обвинети ги знам од партијата, освен Александар Ѓорчевски, чие име првпат го видов во кривичната пријава. Во Турција рече дека заминал поради здравствени прегледи, но и да дојде до доказ дека за убиството на Гоце Делчев стојат врховистите, а не турците. Откако дознал дека е осомничен за двете убиства, уверуваше дека немал намера да бега, туку чекал да биде уапсен. Брутално е лага дека сум бил во бегство. Во Турција заминав затоа што требаше да направам магнетна резонанца, па после да одлучам дали ќе се оперирам. Втора причина за заминувањето е што планирав посета на воениот архив во Истанбул, каде требаше да земам доказ според кој на 4 мај 1903 во село Баница немало турски аскер и Гоце Делчев бил убиен од страна на врховистите. Во Москва само имав желба да одам, немав купено авионска карта. Со сведочење денеска заврши Александар Ѓорчевски, таткото на Вања. Одговарајќи на прашања на судијата Ивица Стефановски, раскажа како од снимките од безбедносните камери Цитроенот му станал сомнителен, но и дека на дента на грабнувањето на Вања испратил SMS порака на нејзиниот телефон. SMS пораки на нејзиниот мобилен телефон. Беа две пораки подоцна во денот. Веќе бевме дојдени дома и инспектори веќе почнаа да доаѓаат. Околу 1 час од попладне, 2 или 3 попладне. Страшно бевме избезумени во конфузија. Првата порака гласеше: се што ќе побарате, се ќе направиме. И ја пуштив пораката. Подоцна ми текна да додадам уште една порака која гласеше од родителите, со надеж дека ќе го вклучат мобилниот телефон и пораката веднаш ќе им се појави. Судењето продолжува во среда со сведочењето на Љупчо Палевски.